Минаа 2 дена откако прашавме за македонската навигација за непотизам, односно за вработувањето во МНАВ, агенција позната како Македонска неофицијална агенција за вработување. Побаравме од МНАВ да го објави списокот на 24 нововработени, како и по кои црни критериуми се токму тие примени, но оттаму нема одговор. А нема одговор затоа што и самите се свесни дека агенцијата служи за вработување на партиски кадри и исполнување на желби, иако немаат врска со потребите на МНАВ, меѓу кои има и искусни имиња, како роднини на министерот за земјоделство, а во МНАВ е вработен и партнерот на Заев, Стојан Ангелов. На листата на нововработени синови, керки, браќа, сестри и внуци во МНАВ, каде што оплатите се неколкукратно повисоки од просечната, се и син на директорот на социјални фондови, сестра на вице-премиер, внуци на директор на телекомуникацијски оператор и на партиски коалицијски партнери, син на пратеничка, зет на првиот човек на СДСМ од Охрид и син на вработен во МНАВ. Па додека во ова црнило кое што го живееме, чекаме институциите евентуално да се одважат и да го истражат случајот, од тука повторно ќе прашаме. Дали нововработениот Антонио Кочовски од Охрид е зет на првиот СДСМовец од градот, Лазе Таневски, а и чишто татко Горан Кочовски е исто така вработен во агенцијата? Дали вработениот Ветон Хадрио од Тетово е син на пратеничката од редовите на ДУИ Шпреса Кадри? На Универзитетот во Тетово, каде што дипломирал, нема авионавигација ниту контрола на летање, па по кои критериуми се примени овие двајца? Еве ова се 2 примери за вработување во агенцијата за кои дури и членовите на комисијата се жалат дека врзнив е вршен притисок за да бидат примени токму ваквите кадри, кои по ништо не ги исполнуваат условите за работење во агенцијата. Почитувани, МНАВ треба веднаш да ги соопшти имињата на нововработените од оваа година и да ги каже критериумите според кои се токму тие примени. Дали освен нив имало и други пријавени на конкурсите кои немале квалификации како и избраните. Воедно, уште еднаш ги повикуваме надлежните институции да отворат истрага по наводите за непотизам и можна корупција при овие вработувања. Во МНАВ се насобрал толку неопходен партиски кадар, што и новата собствена зграда не ги собирала, па ќе се селеле под кирија на локација добро позната на директорот. Ете, тоа се европските вредности на СДСМ, тоа е тој пат, таа навигација кон Европската унија и НАТО, тоа е таа борба со непотизмот, партизацијата и обемноста на администрацијата, и кои ли се други празни флоскули и ветување ги даваа истите оние напикани во криминогената власт, кои што сега не се ни кријат, ниту имаат потреба да понесат одговорност за девастацијата на Република Македонија. Почитувани, МНАВ ги отсликува црнилата во кои што СДСМ ја втурна државата. МНАВ може да се препознае во секоја владина агенција, министерство, локална самоуправа. Со ваква навигација по која што сега се движи државата, таа не може да заврши поинаку, освен во се подлабока црна дупка. Република Македонија не заслужува таков пат. Република Македонија заслужува многу подобро и затоа уште еднаш ве повикуваме в среда во 17 часот да дојдете пред центарот на ВМРО ДПМНЕ, на плоштадот ВМРО и со еден протестен марш да се упатиме кон владата на Република Македонија. И благодарам.